Тоа е излегло, меѓутоа мислам дека односите во коалицијата се коректни. Тоа е зошто сами на избори? Многу логично, затоа што сме посебна партија која што има мисија да ја промовира зелената опција. Тоа е нова опција во Македонија, пазете. И во овие 5 години ние одевме во коалиција, првиот пат отидовме сами на избори. Некој дека блефирате да добиете што е можно подобра позиција во една коалиција на изборите. Не. Предизборна говора. Не. Ние се спремаме на сите нивоа за други велат така Лилјана Поповска намириса дека тоне бродот на ВМРО ДПМН и го напушта прва или меѓу првите. Според рейтинзите мислам дека нема да има промена на првиот тоној кој што ќе го добие мандатот, така што мислам дека и тука тоа не држи апсолутно. Едноставно природно е ако имате мисија да промовирате нова опција да одите сами на избори. Прв пат бевме на избори сами кога ја формиравме партијата по само 5-месечно постоење 2006 година, тогаш освоивме гласови за тројца пратеници, но само еден, јас во тој случај, влегов бидејќи во изборната единица 1 во Скопје имаше доволно концентрирани гласови, другите се прераспределија на некои други субјекти. Инаку логично е дека по 5 годишно коалицирање сакаме да одиме сами на избори затоа што има потреба опцијата да се изрази појасно и да биде подостапна за граѓаните. Има многу работи што нудиме, кои што во коалиција се разработуваат до некаде, се одработуваат до некаде, меѓутоа има потреба за поголемо, по-релјефно покажување пред граѓаните. 2006 година кога се одвоивте од вашата дотогашна матична партија, Либерал-демократската партија, бевте пријатно изненадување на политичката сцена. Настапивте со слоганот да се остане човек, ми се чини. Така. Не знам колку луѓе останаа во оваа држава нормални. Па има луѓе и тоа ни беше втор слоган, има луѓе. Гледате вие дали сте успеале да обстане некој човечен во оваа земја. Има многу. И тогаш на сите рейтинзи се појавуваше вашата партија. Сега ве нема на рейтинзите што се прават. Воопшто не фигурирате. Сметате дека ќе доживеете дебакал на изборите со оглед на тоа дека ве нема на анкетите. Не постоите. Не е точно. Дали се обезличивте во коалицијата со ВМРО ДПМН? Не е точно. Анкетите она што надала владата се случуваше низ коалициите со СДСМ и со левата опција. Што се прават први во сите анкети не има. Не е точно дека не нема, но интересно е дека во тоа време можеби медиумите беа, како да речам, по-објективни, па ги прикажуваа анкетите целосно. Сега и вие за необјективни медиуми. Не, во друга смисла. Целосно ги прикажува, а сега се вели многу елегантно, се шегувам малку, ништо страшно нема да кажам, господине Поповски, а сега велат ги прикажуваме само оние кои што имаат рейтинг над 1. Еве ние имаме под 1, имаме 0,8 рейтинг во анкетите од декември и од јануари беа прикажани. 2006 имавте и над 2% на момент. Меѓутоа од тогаш се реши еве некако во медиумите да не се прикажуваат под единица. Тоа е. Инаку знаете кога сте во коалиција не е лесно да се појавите на рейтинг листите. И тоа е точно дека во коалиција се губи дел од идентитетот. И токму затоа ние сакаме да одиме да го покажеме и кога ќе бидеме на сцената, не е доцна. Да го редефинирате идентитетот. Не, нема да го редефинираме, само да го покажеме и да го истакнеме порелјефно. Да го репрезентирате. Да го репрезентираме, може така, се согласувам. Очекувате дека ќе освоите пратеничко место? Очекуваме дека ќе освоиме изборниот модел по едно пратеничко место во изборна единица, да. Значи 6 пратеника. До 6, да. Вие 6, ЛДП 10, Обединети за Македонија 5-6, знаете, овие ќе пропаднат, целата ВМРО се готови. Според овие математики. А резултатите на крајот ќе покажат колку сме биле во право. Да прашувам затоа што очигледно е дека ваквиот изборен модел не им одговара на партиите кои што досега барем имаат помал изборен резултат. Се залагате за една изборна единица. Да. Истото се залага и ДУИ и либерал-демократите. Така. Се залагате за отворени не само сега, изборни листи. Овие 5 години се залагаме за отворени изборни листи и за една изборна единица. Тоа ми е многу интересно. Се залагате вие, се залага ЛДП, која што е во опозиција, но е во парламентот, се залага ДУИ што е дел од власта. Значи, ДОМ, ДУИ и уште неколку партии што се дел од владеачката гарнитура се залагаат за отворени листи. Како тоа до сега никој од вас не го спомнал или не се продебатирало во собрание да се изврши притисок на ВМРО ДПМН? Ако не сум слушнал, јавноста не слушнал. Досадни се дебатите веројатно во собрание, така што ова сте го пропуштиле. Веќе неколку години наназад јас дебатирам на оваа тема и официјално и како ДОМ сме се појавиле и со пресконференции токму на оваа
оваа тема со предлог модели и пред една година кога имаше МОСТ и НДИ, кога има еден проект за отворени листи, кога помина, кога имаше таков проект, значи ние се изјаснивме и дебатиравме и на таа конференција и на парламентот и пред јавноста за тие предлози, меѓутоа не може да помине толку. Во моментот била приемчивоста на политичката сцена, од поголемите субјекти немаше приемчивост. Така што, еве како што гледате и преку нашата спремност за отворени листи покажуваме една демократичност, покажуваме дека не се плашиме, ниту јас лично се плашам од конкуренција. Господин Поповска, имате ли луѓе за листите да ги пополните? Апсолутно, немајте. Кои ќе бидат носителите? Кои ќе бидат? Немојте да вреѓате партијата Дом и колегите од Дом. Немам намерата воопшто. Значи, на минатите избори имавте носители на изборни единици, беше господинот Новотни, беше господинот Мирчев и така натаму, звучни. Не, Мирчев не бил никој. Добро, беше во оние рекламни спотови, беше еден од најекспонираните личности. Имаме ли сега некои имиња што ќе бидат носители на листи, кои ќе бидат луѓето, со што ќе се представи Дом, затоа што ја знаат Лиљана Поповска, меѓутоа кои се остатокот од оние што ќе бидат во првиот круг тркачите или носителите на најголемата битка? Јас не би можела да ви ги кажам тие детали, меѓутоа јас индиректно ќе ви одговорам. Вака ќе ве подсетам кои се, да речам, во подпредседателите на партијата. Тоа се госпоѓа Сонја Лепиткова, која што е заменик министер за животна средина, господинот Јордан Трајков, кој што е сопственик на Попова и 2006 година. Така, Водимир Капија, кој што направи едно мало чудо и покажа дека вински туризам е можен како алтернативен туризам во Македонија, и кога CNN екипата дојде во Македонија, направи интервју со премиерот на државата и со Јордан Трајков. Ево вака мала шега да си направиме. Меѓутоа мислам дека ставете го носител во единица. Добро, ќе видиме, нема проблем. Јас можам и за тоа да размислувам, не ми е туѓо било каде да одам, меѓутоа мислам дека човек не треба да бега од својата гласачка база и дека е најтешко да излезеш пред истите луѓе пред кои што си добил доверба минатиот пат, и дека е најчесно и мора да излезеш пред истите, освен ако нема некои посебни причини да направиш промена. Велите вака на вториот конгрес, ја промовиравте зелената програма на Дом за периодот 2010-2014 година. Така. Значи тоа е нешто со што ќе излезете на овие избори. Да, сега. Постојано ми останува ми лебди она дилема. Значи од една страна сте партија која што инсистира на демократија, на обновување на демократијата во државата, од друга страна логично демократија оди во пакет со она што значи движење на зелените, бидејќи во суштина на зелените опции е демократијата како фундамент. Така, и човековите права. На сето тоа се накалемуваат сите други активности, што значат поквалитетен живот, така? Посветуваме толку внимание на еднакви можности, на мажи, жени, хендикапирани, социјално маргинализирани. Апсолутно, ми остава еден чуден впечаток. Вие спомнавте на почетокот дека тоа оди и со десно ориентираните партии. Од една страна максимална демократија, подобрување на човековите, елементарните човекови права и стандардите на живење, и од друга страна коалиција со десничарска, демокристијанска, конзервативна партија. Ќе го објасниме. Како вие тамо се наоѓате себе си? Ќе го објасниме. Значи, дали може да ве допотпрашам за да го објасните? Дали тоа значи дека во суштина Лиљана Поповска е личност која што декларативно се залага за сите овие демократски принципи што ги носи зелената опција, но длабоко во себе е конзервативна личност која што многу повеќе посветува внимание на она што значат традиции, историја, култура, национална ориентација на сопствената нација. Не бегам ни од едното, ни од другото, меѓутоа јас сум токму таква каква што ме прават моите активности и делата кои што се останати зад мене. Значи, ако јас сум последниве 15 години, значи борец за женски права, борец за правата на лицата со хендикеп, за социјално маргинализираните, низ безброј активности, предложени закони, амандмани и така натаму. Значи, ако сум започнала две движења, Македонското женско лоби и лобито за лица со посебни потреби во парламентот, и ако сум ги водела долги години, значи не треба да има дилема која сум јас. Значи, низ делата
сум се покажала која сум и кое ми е лицето. Понатаму, исто така, јас сум човек кој што си ја сакам својата земја и која што се борам за зачувување на македонскиот идентитет, бидејќи тој е нападнат во моментот од едно барање за промена на идентитетот, за промена на името. Значи, најприродно е како секој патриот во земјава, како вие, како сите ние, бараме начини како да ја помогнеме на својата земја кога е нападната на таа многу деликатна основа, на идентитетска основа. Значи, тоа се природни работи, тие не се исклучуваат. Знаете, кога естонските зелени се бореа за независност на Естонија, тие беа и зелени екологисти, меѓутоа исто така влегоа